Јас сум Бојана Димитриевска. 25 години независност и плурализам, години на премрежја и надежи, референдум за независност, меѓународно признавање, заминување на JNA, трицифрената инфлација, грчкото ембарго, неуспешниот обид за атентат врз председателот Глигоров, косовската бегалска криза во 1999 година, конфликтот во 2001, трагичната смрт на председателот Борис Трајковски, Охридскиот договор. Последниве 2 години повторно Македонија соочена со ризик и одвнатре и однадвор. Турбулентни политички настани стојат во овој четврт век независност на Република Македонија, а пред неа уште повеќе предизвици. Сите тие ја ставија на тест способноста на политичките елити. Каде сме денес? Од овој момент го отварам студиото на телевизија Нова во попладневниот дел. Со вас се и колегите Гоце Михајловски и Љубиша Николовски, а во вечерниот Билјана Василева Трендафилова, Анита Петровска Рајковиќ и Иле Петревски. Гоце и Љубиша се со мене во студиото. Добар ден, колеги. Ќе се навратите наназад, но и ќе се осврнете на она што не очекува 2,5 децении самостојно живење. Ќе разговарате со политичари, историчари, аналитичари. Кои ќе бидат вашите соговорници? Добар ден, Бојана, од другиот дел на студиото. Нека е честит празникот и тебе и на сите наши гледачи. 25 години е баш кај јубилеен период. 25 години не е мал период за толку години независна држава. Време е да се направи целосен пресек за тоа дали стигнавме таму каде што тргнавме, дали нашите стратешки цели ги исполнивме или треба дополнително да ги преиспитуваме. Наши гости ќе бидат во текот на денот повеќе аналитичари, универзитетски професори, политичари. Веднаш по оваа генерална најава, наша гостинка ќе биде универзитетската професорка Виолета Ачковска. Со неа ќе поговориме околу историскиот контекст, како стигнавме до независноста, како дојдовме до тој 8 септември 1991 година и секако за првите години од транзицијата. Потоа гостин ќе биде и Ѓорѓи Наумов, министер во првата влада, а веднаш по него и Стојан Андов, прв председател на Собранието. Малку подоцна во попладнето гости ќе бидат и Алберт Муслиу, политички аналитичар, и Александар Станковски, уметник. А нашиот дел од ова отворено студио ќе го завршиме во 17 часот со ексклузивното интервју со министерот за надворешни работи Никола Поповски. Бојана, тоа е околу нашите гости. Сега, доколку дозволиш, би ја почнале програмата. Така, јас ќе ги поканам нашите гледачи да ве следат. Секако правиме и преглед на информациите во 14 и во 16 часот. Почитувани, останете со нас. Љубиша, јас гледам Гоце на младиве ќе им даеш збори, ќе те заборав дека има постар колега до тебе, но на младите светот останува. Јас исто така сакам од моје име да им го честитам овој голем празник на македонските граѓани, на македонскиот народ. Да подсетам дека прославуваме голем јубилеј, независна Македонија, идеја за која се бореле голем број македонски дејци, револуционери, низ историјата на Македонија, за што исто така ќе говориме како што рече и ти. И ќе имаме многу гости. И кога веќе Бојан рече ќе се враќаме наназад, ја мислам дека малку сме постар од тебе, може треба повеќе да се вратиме. Ја 91 бев мал, ти си бил млад, претпоставувам. Па ја бев помлад, колку години имаш сега? 33. Па јас имав 33 кога беше овој историски чин во Собранието и кога се обидувавме да земеме изјави. Па треба да паметиш тоа, јас мислам дека да. Она што сакам да кажам во овој момент е тогаш институциите за кои што сега сите се залагаат дека треба да бидат отворени, беа поотворени, ние известувавме од внатре од Собраниската сала, па дури и седниците на владата беа отворени за новинарите. Некој би рекол понерегулирани. Може. На почетокот, почитувани, да се подсетиме што се случи на 8 септември 1991 година. Дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија? Убедливо мнозинство од 95% од граѓаните кои излегува на референдумот на 8 септември 1991 година позитивно одговорија на ова прашање. Пред вечерието на распадот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија значеше нова страница за македонската држава, која денеска одбележува 25 години независност. На гласањето според официјалните податоци од 1.495.626 гласачи излегле 1.132.981 граѓанин со право на глас или 71,8%, а од вкупниот број на граѓани кои гласале на референдумот позитивно се изјасниле 1.079.308 граѓани,
односно 95,09%. Резултатите сами по себе говорат за успешноста на референдумот. Во официјалниот извештај на Комисијата за спроведување на референдум се вели дека за начинот на кој беше спроведен не беа поднесени приговори или жалби поради неправилности или повреди на одредбите на Законот за републички референдум. Комисијата ја констатирала масовноста на граѓаните со право на глас во Македонија, кои се изјасниле за самостојна и суверена Македонија. По затварањето на избирачките места, граѓаните спонтано се собрале на плоштадот Македонија во центарот на Скопје. Македонското радио организирало свеченост насловена Глас за Македонија, со настап на 100 естрадни звезди. Идниот прв председател на Република Македонија, Киро Глигоров, се обратил кон македонскиот народ со историски говор. На референдумот му предходеше декларацијата за независност што првиот повеќепартиски македонски парламент ја усвои на 25 јануари 91-та. Формално волјата на народот за самостојна држава беше потврдена со декларација за прифаќање на референдумските резултати на 18 септември 91-та во Собранието на Република Македонија. Следен важен чекор во зацврстувањето на државата беше усвојувањето на новиот устав на 17 ноември 91-та. Сенка врз настаните со кои се поставија темелите на самостојна Македонија, фрли бојкотот на референдумот од страна на дел од албанската етничка заедница и неподржувањето на новиот устав од пратениците албанци. 10 години подоцна уставот беше надополнет по конфликтот во 2001-та и подпишувањето на рамковниот договор. Референдумот за македонската независност се случуваше во политичко и воено турбулентен период за сите југословенски републики. Врз основа на плебисцитот од декември 90-та година, на кој словенечкиот народ со уверливо мнозинство се определил за градење на суверена држава и декларација за независност, на 24 јуни следната година Словенија прогласила независност. Веднаш по тој чин дошло до оружени конфликти помеѓу ЈНА и словенечката територијална одбрана. Војниот судир завршил за 30 дена со Брионската декларација и повлекување на единиците на ЈНА од Словенија во Србија и во Босна и Херцеговина. Истиот ден заедно со Словенија, врз основа на одлука на Саборот, независност прогласила и Хрватска. На 6 мај избиле нереди, а потоа дошло и до престрелки во и околу поморската база Лора во Сплит. Сплитските настани биле почеток на зачестени инциденти и оружени пресметки помеѓу силите на Југословенската народна армија и Хрватската национална гарда, кои потоа добивале се повеќе на интензитет, а се прошириле и прераснале во отворен оружен конфликт. Тоа создало и хаотична состојба и во Босна и Херцеговина, со прогласувањето на Источна Херцеговина, областа Романија и Босанската крајина, за српски автономни области, кои се ставиле под директна јурисдикција на сојузната власт, односно на раководството на Србија. Со цел мирно решавање на кризата на 27 август Европската заедница ја донела декларацијата за Југославија. Биле подпишани и два документа: спогодба за прекин на огнот, една од многуте безуспешни кои што ќе следат, и меморандум за проширување на посматрачките активности на Европската заедница во Југославија, со кои се операционализираше декларацијата. Подпис на декларацијата ставиле тогашниот председател на председателството на СФРЈ Стипе Месиќ, од име на Сојузниот извршен совет Анте Марковиќ, како и председателите на сите 6 републики. Од името на Европската заедница, декларацијата ја подпиша Ханс ван де Брук, председател на Министерскиот совет и шеф на дипломатијата на Холандија, која тогаш председаваше со заедницата. Со декларацијата се гарантираше неповредливост на надворешните и внатрешните граници, право на изјаснување на народите за сопствениот суверенитет, негирање на употребата на сила, како и политика на свршен чин, а во спротивно се предвидуваа ригорозни санкции. Европската заедница како последен обид да ја спречи граѓанската војна која се надзирала од развојот на југословенската криза, на 7 септември во Хаг организира мировна конференција за Југославија. Согледувајќи ја состојбата во Југославија, првиот повеќепартиски македонски парламент ја усвоил декларацијата за независност на 25 јануари 91-та, пошто следуваше одлуката за распишување на референдум на 8 септември. Роденденот Македонија го поминува во внатрешна политичка криза и предизборен период, како и неколку годишно очекување на датум за старт на преговорите за членство во Европската Унија.